1991 година 103 почна да зрачи во етерот над Скопје. За незиното несумнено големо значење и влијание се кажани многу работи и некој ќе рече дека 103 беше во вистинска смисла на зборот државен непријател број 1, нудејќи програмска разновидност која потикнуваше на размислување и делување. Сега држиме палци да се случи можеби возможната мисија, зошто не Шурбе? А ако успеа Шурбе со Енџи, нели, сам со колеги и други, така 1000 возења да истера со Роза Кадилак, може ли да посакаме 103 да се врати во FM скалата? Не само што може да посакаме, туку мора да посакаме и да притискаме и да го истераме тоа до крај фреквенција веднаш. Тоа беше нашето барање. Имавме дури подрушка и од председателот Пендаровски и од сите слободно мислечки луѓе во Македонија. Меѓутоа тоа се уште не се случува. Живееме во земја во која што уставни суди не може да се изберат, а ние сега треба да збориме за едно алтернативно радио и неговото враќање во етерот. Да. Роза Кадилак, 1000. Ако никогаш се мислеше на почетокот кога го создававте, нели, како една ваква идеја за емисија, мислевте дека ќе доживеете 1000 возења? Немавме никаква идеја кога почнавме колку ќе тераме, меѓутоа нашата инеетливост, тврдоглавост доведе до тоа да славевме во понеделникот 1000-то возење со розовиот Кадилак на 103. Денес 103 зрачи на интернет, значи нашите слушатели можат и не следат преку стриминг. Супер. Ке славиме и во сабота. Пред МКЦ што ќе ни се случува, Шурба? Во МКЦ во сабота е предвидена програма која што ќе започне во 12 на пладне со едно пригодно матине, дружба со некогашните творци, со работници на радиото, луѓе, пријатели, помошници и така натаму и така натаму. А во 21 часот следува концерт, всушност два концерта, едниот на домашниот Владо Манчевски, попознат како Волтер Мани Ал Хаким, а вториот концерт ни доаѓаат од Војводина, поточно од Бечеј, мало место, Ева Браун, бенд кој што е долго на сцената и е некако можеби генерација на Розе Кадилак и на 103 воопшто. Супер. Има уште влезници, само 300 денари за сета оваа прекрасна дружба. Да, влезниците се во продажба во МКЦ, има се уште влезници, така што кој сака нека повели добро дојдене да прославиме заедно 1000 возења. Така е, да. Ова Роза Кадилак си го смисли Шурбе за да нема потреба да објаснува, си рекол во едно интервју, да, оние пари кои што ги потрошив на плочи, нели, се нешто што купив, можев да си купам автомобил, ама што со автомобилот? Па јас сум познат како љубител на велосипеди, меѓутоа Розе Кадилак е нешто како символ на слобода, на поинаквост, на оригиналност, на рок-н-рол, нели Елвис имаше Розов Кадилак, така што тоа не е на прва топка, тоа е повеќе така фигуративен израз. Инаку кум на емисијата е Саша Павлович, Фреш, со кој што ја започнавме ова возење во далечната 97-ма, поточно на 6 јануари. 20 години и неколку месеци. Така е, да. Потоа Енџи 19 години славите заедно со работка, така нека? Потоа беше Виктор Георгиев Виджи, па Јово Брамс и последните 19 години со Ангела Јовковска Енџи. Да. И како стојат работите? Како сте рекле некаде нели кога ќе заврши таа топлистите, велите кукува добро беше сега? Па не знам, ние не велиме ништо, оставаме на слушателите тоа да го заклучат, инаку емисијата во поголемиот дел од својот век беше топ листа, меѓутоа во последниве неколку години свативме дека музиката, барем онаа што ја сакаме и ја презентираме, не трпи рангирање, не трпи прво, второ, трето, четврто место, сите 20 и кусур пуштени во емисијата си имаат своје место, затоа и ги бираме, затоа и ги селектираме, затоа и ги пуштаме, така што ја претворивме во една обична емисија без рангирање. Така е, да. Кога сме кај тоа дека некои уште ги чуваат тие топ листи кои што сте ги правеле, од кога имате последна, од првата емисија ја чувате таа листа на песни пуштани во етер?
Па јас, велат, тоа стручно се викало хордер. Јас не само што имам евиденција од сите емисии, туку ги чувам и гласовите, односно имињата и презимињата на сите луѓе кои што гласале за некоја од песните и кои добиле награди, кои не добиле награди и така натаму. Значи, имам комплетна евиденција на се. Така е, да. Уште 1000 возења барем во најава или од тука, од пред Македонската радиотелевизија да ви посакаме, нели, терајте, туркајте, но сакам да им кажам на гледачите, освен да побрзаат во МКЦ или онлайн да купат влизници само 300 денари за она што ќе се случува сабота во 21, така, на матине нека повелат во 12, на цела онаа дружба ќе биде екипата тамо на 103? Се разбира, сите ќе бидат таму. Така, супер. И уште нешто да ви кажам, да си посакаме, еве, јас и Шурбе и веројатно многу слободоумни граѓани, како би рекол Шурбе, да ни се случи на FM скалата повторно да се врати оној државниот непријател број 1, затоа што има многу што да кажат уште многу слободоумни луѓе овде во Македонија.